Најбогатите скопјани најмногу го загадуваат воздухот, без да размислуваат како тоа влијае на животната средина, се греат на начин кој за нив е најдобар, а не на еколошки. Најсиромашните пак имаат највисоко ниво на екопрактики и однесувања и најмногу штедат струја и вода, покажува последното истражување на македонската платформа против сиромаштија. Тие го загадуваат воздухот само зимно време, бидејќи за грејење користат меѓу другото гуми и пластика, оти немаат пари да си купат дрва или воопшто немаат пари да си обезбедат шпоред за грејење. Средната категорија на семејства пак обично користат централно градско парно за затоплување на домот, ама повеќе трошат струја и вода. Разликите се многу големи и во однесувањето спрема потрошувачката на енергија, меѓутоа се огромни во однос на изборите и можностите кои што тие ги имаат. Ние во таа анализа се водевме по методот КОМБЕ, можности, мотивација и избор. И од тука заклучивме дека она што сега се случува и она што сега го имаме како мерки за намалување на загадувањето не се доволни, бидејќи не ја таргетираат целата популација, туку само еден дел од нејзе може да искористи дел од мерките. Препораките велат дека за најсиромашните семејства треба да има субвенции со кои ќе им се помогне да ги задоволат основните потреби за енергија, вклучително и пристап до гориво за грејење. На најбогатите ќе им се влијае со јавни кампањи за заштеда на енергијата во домаќинството. На сите категории, најмногу на граѓаните кои примаат од 25 до 40.000 динари месечно, им треба мерки за помош и полесен пристап до енергетски ефикасни апарати за домаќинство, проширување на топлификацијоната мрежа, но и да се врати дневната ниска, односно ефтина тарифа. Луѓето кои што немаат пристап до централно грејење, самите не може да го изградат тоа. Значи, за да се случи тоа, мора да постои прво стратешки пристап, второ политичка волја. Значи, не изборам партиска, туку изборувам политичка волја во смисла политика за намалување на загадувањето во градот, во кое што ќе се инвестираат различни фондови од различни места и преку различни пристапи ќе се влијае. Заклучокот на истражувањето вели дека погрешно е тврдењето дека сиромашните се проблем и причина за загадувањето на воздухот, бидејќи на нив им фалат пари за основните животни потреби, постојано штедат и немаат речиси никаква можност да придонесат во намалувањето на генералното загадување. Спротивно, граѓаните кои имаат приходи доволни за повисок квалитет на живот, кажуваат негрижа за животната средина. Втората група е растргната помеѓу потребите и можностите, но кај нив има најголем простор за менување на навиките.